Планинска велосипедска тура по падините на Осоговските планини реализираа 15 велосипедисти од Македонија и Бугарија, откривајќи ги природните потенцијали за одржлив туризам во овој регион. Активностите се дел од проектот Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговијата, што започна на крајот од 2015 и ќе трае до март идната година. Главна цел на проектот е зачувување на биолошката разновидност со заеднички напори на локалното население. При тоа се спроведуваат активности за поддршка на одржливото менаџирање со шумите, подобрување на знаењето за крупните цицачи и анализирање и демонстрирање на потенцијалот на Осогово за екотуризам. Во рамки на турата од македонска страна учествуваа велосипедисти од Кочани, Виница, Штип и Скопје, а имаше и 6 учесници од Бугарија. Сите тие изразија задоволство од подготвеноста на патеката на бугарска страна и очекуваат на тамошен развој на рекреативни, па и професионални активности за планински, односно маунтбајк велосипедизам во Осоговијата. Значи вчера доста добре премина. Всички македонци доста харесаха също нашата част на планината. Тя е доста сходна с вашата, няма много голема разлика, защото е много близко. Също така ние сме направили 3 кръговати маршрути, които могат всяко едно семейство нормално или деца да отидат да карат на тях. Те са доста приятни, около 25 км и са маркирани изцяло с маркировка по трасетата, така че дори без GPS и данни могат да се отиде да се кара там всеки един. По црн пат, значи, со планински велосипеди се качуваме до Царев врв, од таму се одиме до Пониква, значи со мала пауза на Пониква и на крајот завршуваме во Злетово. Потоа, значи, после должината е околу 40 км, но со тоа што е малку е полесна во однос со тоа што има малку повеќе спуштање, а помало е качувањето. Сега сме последните неколку години насочени кон планински велосипедизам. Ова е одлична можност, овој настан токму сега што се одржува помеѓу наши велосипедисти и велосипедисти од Бугарија или Западна Бугарија и Источна Македонија. Се со цел да ги видат и тие можностите на нашите предели, исто и ние кај нив, и да ги видиме секако можностите што ни ги дава самата планина. Необично ли е со сите предизвици кои што ги носи планината и еве тие алтернативни туристички патеки? Па вака пред камера звучи необично или невозможно, но се е возможно, секој дел од планината, секој предел, секоја помината река, секој искачен врв представуваат посебен доживеј и препорачувам секој што може да се вклучи. На македонска страна од Осоговијата се возеше на релацијата Калин-Камен, Царев врв, Пониква, Раткова скала, Шталковица, Злетово, при што се помина патека во должина од 44 км. Проектот Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговијата се спроведува како партнерство на Македонското еколошко друштво, Фондацијата за биоразнообразие од Бугарија и германската фондација Евронатур.